Владата тврди дека се работи на решавање на проблемот со водата во Гостивар. Премиерот Мицковски очекува до крајот на неделава да има технички исправна вода, а кон крајот на идната да биде добра и за пиење. Па ако биде секако што треба, бидејќи се вклучи екипи од Скопски водовод и експерти, јас очекувам до крајот на оваа недела да имаме технички исправна вода во Гостивар. Сега треба да се пристапи кон целосно, би рекол, перење на системот, за да може да добиеме вода која што ќе има нормални граници на хлор и која што ќе биде добра за техничка употреба. А ако секако што биде, планот е кон крајот на идната недела таа вода да биде добра и за пиење. Во меѓувреме, анализите на здравствените власти потврдиле вируси и бактерии кои се резултат на фекално загадување кај дел од жителите на Гостивар кои пројавија симптоми. Вирусот е најчест и шигела е од бактериите најдена најчесто. Не во сите наводи, меѓутоа има пациенти што ги имат сите. Може има некој што има една, значи не се идентични резултатите, како што не се идентични резултатите на чешмите. Значи има 4 чисти и 5 прљави. Така да не можеме да донесеме еден генерален заклучок. Министерот за здравство вели дека бројката на нови пациенти во болниците продолжува да се намалува. Клековски тврди дека ги побарал извештаите за исправноста на водата од Центарот за јавно здравје Тетово, кој само неколку дена пред напливот на пациенти дали извештај дека водата е исправна. Истите ќе бидат предмет на анализа. Во тие доставени има и негативни мислења, меѓутоа мора да се направи споредба за кои локации се, бидејќи пробите се земани на повеќе локации, како на каптажата земани се и на кориснички места. Денеска ќе ги достават Институтот за јавно здравје нивниот дел од анализите и ќе имаме соодветна анализа и реакција на тоа. На прашањето пак кога Министерството добило аларм од Гостиварската болница за напливот на пациенти, министерот Клековски тврди дека добил известување во петокот. Претходно директорот на болницата Гостивар Емри Бајрами за телевизија 24 изјави дека Министерството било известено уште во понеделникот на 13 јули.